49,8% вкупно запишаните граѓани со право на глас излегле да гласаат на петите поред председателски избори. Од вкупно 151.706, вчера гласале 76.414. Од нив 50,9% или 38.916 гласале за кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силјановска-Давчева, а 42,8% или 32.717 за кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. 0,8% или 680 гласови завршиле кај Блерим Река, а 5,2% или 4.001 ливче биле неважички. По општини, Пендаровски забележал победа само во Берово и Делчево, додека во сите останите и повеќе гласови има освоено Силјановска. Во бројки и по општини, состојбата е следна. Во Берово, Пендаровски освоил 2771 глас, Силјановска 2585, Блерим Река 58 и 220 ливчиња биле неважички, излезноста е 51%. Во Виница, Пендаровски има 3016 гласови, Силјановска 4384, Блерим Река 59 и 364 ливчиња биле неважички, излезноста е 45%. Во Делчево, Пендаровски има 3777 гласови, Силјановска 3345, Блерим Река 87 и 478 ливчиња биле неважички, излезноста е 52%. Во Зрновци, Пендаровски има 376 гласови, Силјановска 687, Блерим Река 11 и 50 ливчиња биле неважички, излезноста е 44%. Во Карминци, Пендаровски има 699 гласови, Силјановска 892, Блерим Река 19 и 75 ливчиња биле неважички, излезноста е 53%. Во Кочани, Пендаровски има 6513 гласови, Силјановска 7585, Блерим Река 114 и 799 ливчиња биле неважички, излезноста е 45%. Во Македонска Каменица, Пендаровски има 1337 гласови, Силјановска 1754, Блерим Река 24 и 215 ливчиња биле неважички, излезноста е 50%. Во Пехчево, Пендаровски има 920 гласови, Силјановска 1201, Блерим Река 29 и 103 ливчиња биле неважички, излезноста е 54%. Во Пробиштип, Пендаровски има 2989 гласови, Силјановска 3819, Блерим Река 76 и 358 ливчиња биле неважички, излезноста 57%. Во Чешиново Облешево, Пендаровски има 1096 гласови, Силјановска 1840, Блерим Река 24 и 135 ливчиња биле неважички, излезноста е 56%. Во Штип, Пендаровски има 9223 гласови, Силјановска 10824, Блерим Река 249 и 1204 ливчиња биле неважички, излезноста е 51%. Победата на Силјановска во првиот круг во Штип се славеше во партискиот штаб на ВМРО-ДПМНЕ. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите граѓани на општина Штип, кои што денес излегоа и го послушаа срцето. Го послушаа срцето на македонецот. Денес не победи само ВМРО-ДПМНЕ, туку победи Македонија. Победи македонецот во секој од нас, а јас сум убеден дека и покрај сите притисоци, и покрај користењето на сите ресурси со кои што располага оваа ненародна власт, уште поубедлива ќе биде победата во вториот круг. А за тоа што го говорам овде, сведок е оваа атмосфера која што ја гледате позади мене, победничка, и се надевам дека уште поубедлива ќе биде победата на вториот круг. Генерална победа пак на Пендаровски на ниво на држава славеја во СДСМ. Вчера победивме сите. Од сите страни и штабови потврдуваат. Ги имавме најдемократските и најмирни избори досега. Тоа е неголемата победа, доказ за промените и разликата со минатото. Честитки за сите граѓани. Им честитаме на сите граѓани затоа што се одржаа избори во скандинавска атмосфера без ниту еден инцидент. Граѓаните беа целосно слободни да изразат својата воља, а тоа е значителна позитивна промена во општеството на сериозно подобрување на општата состојба во државата. Стево Пендаровски е победник во првиот круг со освоени 4600 гласа повеќе од Гордана Силјановска-Давчева.
Очекуваме одговорност од сите учесници во изборите и во фер и демократска атмосфера да продолжиме и во кампања за вториот изборен круг на 5 мај, каде што конечно Република Македонија ќе добие кандидат кој што достоинствено ќе не представува сите нас. Според оценките на изборните комисии, во сите општини од регионот изборите поминале фер и демократски. Изборниот процес во Делчево помина во мирна и демократска атмосфера без никакви посериозни проблеми. Гласањето се одвиваше без никакви посериозни инциденти, помина све во најдобар ред. Истото се надеваме дека и ќе премини во вториот изборен круг кој ќе се одржи на 5 мај, недела 2019 година. Гласањето за вториот круг на претседателските избори ќе се одржи на 5 мај. На него ќе учествуваат двајцата кандидати кои освоиле најмногу гласови. Во случајов Стево Пендаровски, кој вкупно има 323.846 или 42,85% од гласовите, и Гордана Силјановска Давкова со освоени 319.240 гласови или 42,24%. За изборите да бидат успешни, во вториот круг е потребен цензус на излезност од најмалку 40%, а победник ќе биде оној кандидат кој ќе освои мнозинство гласови.